ХПВ вакцината е една од најефикасните вакцини. Морам да споменам, оваа вакцина има за цел покрај ХПВ инфекцијата да делува и на спречување на развој на карциномот на грлото на матката. Оваа вакцина е всушност вакцина која што се дава со цел спречување на оваа здравствена состојба. Карциномот на грлото на матката во нашата земја е еден од водечките во женската популација и во возрастната женска популација помеѓу 15 и 45 години е втор по ред, веднаш после карциномот на дојки. Тоа треба сериозно родителите да го имаат како информација, со цел да донесат одлука дали ќе ги вакцинираат нивните девојчиња или не. Според нашиот календар за вакцинација, оваа вакцина се дава помеѓу 9 и 12, поточно во календарот е ставена на горната граница на 12 години, а дополнително оние кои што немаат примено до оваа возраст може да ја примат до 15 години. Податоците покажуваат дека за оваа вакцина имаме релативно мал процент на вакцинирани деца од различни причини. Може би дел од овие информации не се јавно споделени и ве повторно апелирам, ова е вакцина која што спречува развој на карцином на грлото на матката, која што е втор карцином кај женската популација во нашата земја. Имаме различен процент на вакцинирани во различни општини, но сугерирам до родителите да се консултираат со своите лекари, со своите гинеколози и да го знаат бенефитот од вакцинацијата со оваа вакцина. Многу од гинеколозите коментираат дека заштитуваат од мал број на вируси, дека има повеќе валентни, па да се чекате колку е оваа валентна вакцина и што штити. Оваа вакцина, ХПВ вакцината што во моментот ја користиме во нашата земја, е 4 валентна вакцина и заштитува од 4 најинвазивни серотипови кои што се директно асоцирани со развој на карцином на грлото на матката. И токму е тука ефикасноста да се спречи всушност појавата на карциномот на грлото на матката. Има и нови вакцини со поголема валентност, но навистина очекувам дека во следните години ќе ги имаме и тоа, меѓутоа оваа вакцина во моментот е со голема ефикасност за спречување на токму тоа карциномот на грлото на матката. Зошто токму од оваа возраст? Од имунолошки аспект многу е битно кога ќе се даде вакцината, затоа и постои календар за имунизација, но дополнително оваа вакцина е асоцирана да се прими доколку може порано пред да девојките стапат во сексуални односи. Јасно е можеби дека перцепцијата е многу рано да се размислува на оваа возраст, меѓутоа сепак треба да знаеме дека е потребно време за да се создаде заштита која што би возможила токму тоа кога ќе стане девојката сексуално активна да има веќе заштита од овие заболувања.